Во ми интервју Кири Михаилов, заменик директорот на Национални шуми. Господине Михаилов, веќе втора недела на планината Готен има голем пожар. Зафатена е голема површина на територија на општините Радовиш, Василево и Берово. Теренот е непристапен, а исто така имаше опасност огнот, тоест пожарот, да се приближи до неколку радовишки села. Дали македонските институции ги ангажираа, тоест ги искористија сиот оној капацитет со кој што располагаат, како човечки, така и со опрема? Така. Токму така како што кажавте, ние се бориме со еден многу лош непристапен терен, меѓутоа она кое што е навистина и многу лошо е токму ова кое што сега го гледате. Гледате како ветер имаме овде. Знаете овој ветер како го движи огнот со неверојатна брзина и тоа може дополнително да ни направи огромни проблеми, да ни повреди луѓе, не дај Боже, или да ни оштети механизација. Како и да е. Значи веќе сме 2 недели овде. Теренот е доста непристапен и тоа беше една од причините поради која што не можевме во даден момент да искористиме се што имаме. Значи, она кое што го имавме овде, го искористивме максимално согласно можностите на теренот. Како што е општо познато, пожарот почна над браната Турија и се прошири на еден дел над Турија. 5 дена истиот пожар го држевме во еден контролиран простор, со тоа што направивме прстен околу истиот и се трудевме внатре да го завршиме. Меѓутоа, променливото време, силниот ветер, горливоста на теренот, високите температури и се она кое што дополнително ни се случуваше како проблем, за жал после 5-тиот ден го извади од контрола, од тој контролиран простор и пожарот почна да се движи со 2 крака кон Берово и 2 крака кон општина Радовиш. Да, како што кажавте, постоеше сериозна опасност за 4 радовишки села, пред се за селото Подареш, Јарголица, Покрајчево, Излеово, постоеше сериозна опасност за селото Сушево во општина Василево, не дај Боже ако ја поминеше Турија и Висока Маала, и во моментов постои, предпоставам, се уште опасност за неколку села во општина Берово, пред се за селото Мачево, Русиново и така натаму. Ние како држава направивме се што треба и резултатот на тоа е ниту едно село не беше доведено во опасност. Значи, паралелно со гасењето на пожарот, оному каде што беше горе, отпочнаа активности за правење на пресеци и заштита токму на селата. Тоа и се случи. Како што видовте, повеќе новинарски екипи беа овде, видовте дека има направено неколку метарски обрачи над сите овие 4 села, кои што дополнително, нели кажавме, ќе бидат брана доколку огнот дојде, и таа ќе беше нашата последна линија каде што ќе го чекавме пред да не дај Боже ни влезе во селото. Во последниве неколку дена, значи последниве дена, пред синоќе и пред тоа, веќе огнената линија беше неколку километри од оваа страна и изгледаше многу лошо од доле. Значи граѓаните со право беа загрижени, меѓутоа јас заедно со голем број од екипите, со специјализираните возила, бевме во постојано околу нив, дури и ноќта останавме цела ноќ заради комодитет на граѓаните, заради тоа да бидат тие сигурни. Не дека може би постоеше опасност да дојде, меѓутоа да знаат граѓаните дека доколку нешто не дај Боже се случи, има луѓе кои што се тука. Така, лани утврдивте дека институциите утврдивте дека ви недостасува организација, тоест една институција да ги координира сите пожари. Годинава, кој е заклучокот од овој пожар? Дали на институциите им се потребни млади и обучени кадри кои што ќе се справуваат со вакви пожари? Така, видите, значи без да прашате, одговорот секој ден го знае. Значи, ние, еве јас ќе почнам од институцијата во која што јас во моментов сум вработен и раководам. Јавното предпријатие Македонски шуми. Значи, јас бев раководител 2012 година до 2016. Имав еден тим од околу 50 на шумочувари, кои што беа страшна ударна игла при појава на одреден шумски пожар. Значи, брза реакција, доаѓање на местото на настанот, млади дечки. Меѓутоа, во овие неколку години
по заминувањето на ВМРО од власт, работите се смениле, голем дел од тие луѓе напуштиле, значи си заминале од работа. Во моментов, со она кое што располагам еве конкретно во Струмица, и ако направам паралела во однос на екипата која што сум ја имал во 2012 од 40-тина, зошто знам дека беа толку? Кога беа поплавите во Стајковци, со таа екипа ние бевме таму неколку дена. Значи цел автобус од Македонски шуми Струмица беше на акција во Стајковци неколку дена во расчистување од она што се случи, поплавите и така натаму. Заклучно со 24 декември месец, во Струмица останаа неколку шумочувари, зборам 4-5, кои што може да ги користиме конкретно за ова што кажав. Значи 10-кратно е намален тој број. И не е само во Струмица, таква е сликата во сите подружници. Значи ние сме останале десеткувани. И сега замислете што ние и како да преземеме, како да го дадеме оној, па да кажам, почнувајќи од првиот, па до последниот удар. Сега, јас знаам да кажам во моите изјави од пред известно време дека луѓето ги начекавме буквално на влечки. Значи немаше обезбедено ништо. Последната набавка била направена во 2016 година, токму кога ние бевме повторно раководители. Тогаш се набави опрема, значи на луѓето се набави по неколку пара комплет униформи, се набави за секоја подружница, се набави по неколку противпожарни одела, комплет со шлемови, со обувки, со се. Од тогаш до 2024 во овој дел немало никакво вложување. Да, купиле некои пумпи за гаснење пожари, еве ќе кажам конкретно и какви. Значи купиле Фиреко пумпи за кои, слушајте добро, не обезбедиле фирма која што ќе може да ги сервисира. Значи во моментот секоја една пумпа која што тие излегла од употреба поради било каков дефект во Македонија нема кој да ја сервисира, луѓе. Значи потрошиле илјадници евра за опрема за гаснење пожари, која што за кратко од нејзината употреба станува нефункционална трајно. Сега, кога дојдовме, ајде што нема опрема, немаме механизација, немаме соодветни пумпи, добар дел од нив, како што кажав, расипани. Значи првиот приоритет го дадовме на санирање на оние материјали кои што ги имавме конкретно за гасење пожари. Значи, споменавте дека ќе има набавка на нова опрема за национални шуми, да ни кажете за каква опрема станува збор? Така, во текот на изминатата година не набавивме ништо во овој дел. Значи прво ние немавме пари за плата. 20 милиони евра без малку була. Што да набавиме? Тоа е. Значи добивме одредени донации, распишавме одредени тендери кои што дел од нив се уште во постапка, дел мислам дека завршија, во тек е набавка на опрема токму за справување со пожари, во тек е набавка за шумочуварските служби, која што секако оди и во таа конотација, затоа што и дрвократството е еден огромен сегмент кој што смета, и се работи на санирање на се она, како што кажав, го начекавме. Значи, она кое што може да го поправиме, се поправа и правиме планови секако во согласност со нашите можности во периодов кој што предстои, да набавиме и дополнителни возила за спречување на овакви катастрофи и секако луѓето комплет да ги спремиме за да бидат барем заштитени кога ќе бидат на оваа прва линија. Значи, заштитата ни е приоритет број 1 и нешто кое што мене ме радува покрај оваа катастрофа е тоа што за цели 13 дена овде продефилираа преку 3000 луѓе на дневна основа. Значи, цели 13 нема повредено ниту еден човек. Значи, мислам на некоја посериозна повреда, немаме, значи, повредено. Да, имаше вдишување на чад, имаше луѓе кои што има одредени повреди физички, свитал нога и така натаму. Имавме 2 евакуации, значи едната беше Нивичино, имавме евакуација на еден војник овде токму над Подареш и неколку други луѓе кои што беа заглавени со механизација и со неколку возила, меѓутоа како што целата јавност знае, благодарение на страшната професионалност на тимовите кои што ги имаме, работата се заврши онака како што треба, сите беа безбедно извадени, сите се безбедни, без некои поголеми, посериозни повреди. Кажете, каква шума изгори и колкава е штетата во изминатите
еве во изминатиот месец? Така, јас сега ќе ви кажам најпрви за планината Готен, после тоа можам и за уште неколку пожари за кои што имам информации. Значи, откако избувна пожарот на Готен, во 5 дена, повторно ќе се повторам, со направен обрач го држевме во една контролирана површина од околу 250 хектари. Со самото излегување, за 6 дена после тоа, пожарот веќе ни зафати. Вкупна површина некаде на подружницата на Струмичкото шумско стопанство е над 2000, она кое што го добив како инфо са Бајле е околу 2300 хектари. Беровската страна, пожарот навлезе, значи над Мал и Голем Готен, зафати некаде околу 1000 хектари. Е сега, страната на Радовиш во моментот го немам податокот, затоа што се уште работиме тука, затоа што во текот на вчерашниот ден конечно ја застанавме линијата и тој податок ќе го имам утре. Меѓутоа и овде ќе биде солидна бројката. Е сега, во однос на штетите, штетата во однос на дрвниот фонд, конкретно на Струмичката страна е многу мал во однос на дрвниот фонд, затоа што како што гледате пред се работи за многу слаба деградирана шума, се работи за појаси кои што биле пред се обраснати со смрека, со трње и добар дел само трева. Во однос на штетата на Радовишкиот дел, исто така можам да кажам дека и тука штетата во однос на дрвниот фонд ќе биде релативно мала, затоа што многу мал дел од пожарот, горе тамо под врвот Готен, зафати високо квалитетна букова шума. Сето она друго е, како што го гледате, смрека, слаба деградирана дабова шума, трње и останати работи. Е сега, кога станува збор за оние преку 1000 хектари во Берово, целата површина во Берово е со високо квалитетна букова шума. Некаде околу 100 хектари е некоја послаба деградирана дабова, другите 900 се висока квалитетна букова шума. Меѓутоа, преку 850 хектари од тие се приватни шуми. Значи имаме една голема површина на приватна шума која што пред 10 години беше вратена со денационализација. Значи пожарот буквално го зема тој дел. Значи изгоре огромна површина од приватна шума. И тоа е она кое што во моментов го имаме како инфо, меѓутоа еден многу битен факт кој што мора да го знаете и вие, еве и јавноста преку вас. Ако станува збор за, еве карикирам, за 5000 хектари зафатена површина, во добар дел од таа површина имаме и зелени оази кои што не се фатени. Значи ја оцртувам линијата на целиот пожар, каде што ние сме ја завршиле од надвор, меѓутоа внатре имаме симбиоза, некаде имаме изгорено, некаде имаме неизгорено. Значи сме спасиле, пошто ние работиме овде со денови. Значи ние сме отстекле некој крак, сме го застанале, па тој крак почнал да се шири надоле, па зафатил од доле, меѓутоа останал некој дол, останал некоја површина. Така да штетите дополнително ќе ги пресметуваме согласно закон, согласно таблици кои што ги имаме и откако ќе го конечно целосно изгасиме пожарот, тогаш може да излеземе со конкретни податоци точно колку би била штетата. Се подметнати од страна на пиромани, дел намерно се палат заради користење на шумата на дрвијата од страна на местното население или заради оној економски бизнис со пелети. Така. Дали се предвидени нови законски решенија за да си ги заштитиме шумите, но секако и да има поголеми казни за оние кои што ги предизвикуваат пожарите? Сега вака на кратко, јас да ви кажам искрено имам правена некоја статистика во однос на овој дел. Да, порано пожарите се подметнувале во високо квалитетни шуми, токму заради тоа што кажавте, значи најверојатно некој имал интерес некоја убава шума да изгори. И сега се молел на Бога штетата да биде што помала, меѓутоа да си земе квалитетна шума која што би била релативно по поевтина цена. Ова кое што ни се случува во моментов, не би рекол дека е во таа насока, затоа што пожарите се пред се на површини каде што имаме слаба деградирана без малку никаква шума. Значи овде во ова кое што го гледате, овде нема интерес фирма таква која што работи со пелети, брикети и што и да е, и да го исчисти овој терен. Значи овде нема економска исплатливост. Овде станува збор за нешто друго. Значи ова е нешто друго. Еве, значи најверојатно некој сака да ја види способноста на државата
подготвеноста наша да се справиме со ваква катастрофа. Јас сум повеќе од сигурен дека и овој пожар на Готен не е случај, и овој е подметнат како што во текот на овие 13 дена во дента кога ни се подметна со филари, тоест над гробиштата во Струмица, исто ни подметнаа пожар над Сушево. Значи токму овде под оваа линија. Претходниот ден во ист момент беа подметнати 3 пожари на територијата на општина Струмица, тоест подружница Беласица. Беше подметнат пожар на Триводи, кај селото Ангелци и кај селото Куклиш. Значи ова не е случајност. Некој најверојатно тоа добро го осмислил и го работи. Меѓутоа, не се свесни тие дека една искра еве го што направи. Значи можеше безброј луѓе да стави во опасност, можеше огромни села да стави во опасност. Бевте пред малку, видовте, снимавте дека неверојатно ќе беше ако ја испуштевме линијата да ни влезе огнот во Покрајчево, да ни влезе во Јаргулица, да ни влезе во Злеово. Па таму гледате дека имаме села кои што буквално се во склоп со природата. Значи тревата е оној див овес е околу 2 метри. Значи тука имаме невидена капина, имаме невидена вегетација која што е мешана, неисчистена. Значи тоа ќе беше борба на Давид и Голијат, мислам, страшно нешто. И тие луѓе кои што ова го прават од не знам кои побуди, не се свесни дека може, не дај Боже, да ни се случи, па и Николич ке го спомена. Таму буквално огинот ни помина преку селото. Значи направивме се што е можно, ама во даден момент, иеко имавме хеликоптери, иеко имавме авиони, тие не можеа да делуваат затоа што целото село беше обвиено со чад. Не гледаа, значи останавме само како пешадија да се мачиме, да се бориме, а Дојран Стил, знаете дека е фабрика кај која што имаше и сериозно опасни запаливи материјали. Дополнително нешто кое што можеше буквално експлозија да ни направи, да ни однесе не само Николич, и стар и нов Дојран да не ги пеплоса. За жал, повторно ќе кажам, добар дел од луѓето не размислуваат во таа насока и прават што прават. Сега, конкретно прашањето. Овој пожар се појавил доле на место каде што имаме слаба деградирана шума, меѓутоа еве зафатил и место каде што имаме високо квалитетна шума. Мојот став личен во однос на тоа прашање, јас многу пати до сега го имам кажано и ќе го повторам. Мојот став е да ние како предпријатие Македонски шуми вложиме во капацитети за преработка на таа дрвна маса опожарена и да таа дрвна маса никако не ја продаваме ниту на фирми, ниту на физички лица. За се знае, значи ако некаде се појави опожарена дрвна маса, таа да си ја ние преработиме. Да се специализираме, ќе направиме неколку капацитети во неколку места во државата, за да никој нема интерес да каже чекај, ќе дојдам до ефтина дрвна маса. Не, таа мора да остане кај нас. Дали веќе имате планови и како таа треба да се обновува? Дали се активирани и расадниците на ЈП Национални шуми? Она кое што мене ме радува како човек е тоа што минатата година, 2024, после пожарите, верувајте, се јавија многу општо одговорни предпријатија кои што сакаат да помогнат во надминување на целата оваа катастрофа. И не само тоа, она што мене дополнително ме радува е тоа што младите, основците, средношколците, па и оние повозрастните, сите бараат да бидат директно вклучени во процесот на пошумување и надминување на ова кое што гледате дека пожарот го остава. Тоа ми дава на мене сигурност дека ние како држава, предводени од јавното предпријатие Македонски шуми, можеме да направиме една комбинација од се ова што го споменав и да на крајот се во најкратко можно време избориме да оваа црна слика за неколку години од сега ја направиме зелена. Она што е најбитно, инаку јас повторно ќе кажам како и многу пати досега. Да, штетата во однос на дрвниот фонд може би овде е мала, меѓутоа штетата во однос на екологијата е многу голема. Иако е трева, и таа има свое место во овој Синџир. Овде има безброј диви животни кои што угинале од овој пожар. Овде има безброј инсекти кои што угинале од овој пожар. Овде има безброј микроорганизми кои што го сочинуваат целиот овој систем. Овде, значи самото оваа појава сега во помала мера ќе влече
ќе влече облаци и дождови, значи ќе направи целосна проверка во однос на хидрометеоролошката слика, во однос на секој поглед. Значи флората и фауната нема да биде тоа што било. И ние како предпријатие ќе мора да се трудиме да во периодов што предстои, што побрзо го средиме и го санираме овој дел, за да нели повторно вратиме некоја слика. Сега, она кое што јас дополнително го обсервирам и во периодов пред 2012 кога бев раководител, сметав дека на овие површини, еве конкретно овде каде што сме сега на Готен, сметам дека треба овде пред се да пошумиме со автохтони видови. Зошто го мислам тоа? Затоа што тие автохтони видови многу брзо и многу лесно ќе се приспособат на конфигурацијата на теренот, на почвата, на врнежите и тука најлесно, значи за неколку години повторно природата ќе го добие тој склоп кој што треба да го има. Доколку нели ова пошумиме со дајшта даш, тогаш сликата нема да биде таа долгорочно гледано. И еве, кога веќе пошумуваме со зимзелени дрвни такви видови, значи пред се бор, чемпрес, ела или што и да е, сметам дека треба да одбереме дрвни видови кои што се не толку запаливи. Значи ние имаме дрвни видови кои што се не толку запаливи во однос на некои борови кои што се буквално како бензин. Така да треба да ја менуваме конфигурацијата на теренот, затоа што ова кое што сега ќе го работиме ќе покаже што сме сработиле во децении и децении натаму. Значи ние сега не треба да ја избрзаме работата. Ние треба да направиме добра обсервација, значи добра обсервација, добра анализа, да ставиме се на маса. Каде сме, што сме, кои сме, што треба да направиме, што може да направиме. Значи додека јас зборев дека треба да го вратиме тетребот кој што беше автохтон на Кожув, ние сега се бориме со пожар кој што може да ни се случи од оздоле и да ни го однесе и дрвениот вид кој што го имаме таму. Јас зборам за враќање на некои птици и животни кои што пред неколку години или децени исчезнале поради несериозниот однос на ловџиите, на дрвократци, на ловократци и така натаму и така натаму. Значи тоа е една симбиоза на чинители кои што мора да бидат вклучени во ова што го зборам. Македонски шуми, ловечки друштва, Министерството е секако тука како еден лидер во ова, водостопанство, сите оние институции кои што можат да се најдат во оваа приказна, макар со една реченица, мора да бидат овде и да дадат свој удел и придонес во креирањето на новата слика, која што после неколку години ќе ја гледаме сите и ќе кажеме да, оваа слика нова ја направи владата, предводена со институциите тие и тие, и тоа е она кое што во иднина ќе треба да го направиме. Во мие интервју беше заменик директорот на Национални шуми Кире Михилов.